Дезинформацијата е погрешна информација која има цел, намера и најважно интерес. Таа не е печатна грешка ниту шеговита информација. Дезинформациите треба да ги натераат луѓето да формираат ставови и да носат одлуки не врз основа на реалната состојба, туку онака како што некому му одговара. Интересот е претежно политички или економски. Или двете. Колку се штетни дезинформациите? Како супермаркет во кој се измешани составите, цените и брендовите на производите. Или аптека во иста состојба. Тоа може да се направи за да се насочат купувачите од подобри кон полоши производи, или за да се направи хаос и да пропаднат маркетот и аптеката, па да ги преземе друг синџир. Се вели дека дезинформациите се подготвуваат во кујни. Тоа е затоа што има многу рецепти за нив. За информацијата има само еден рецепт. Тоа е содржина што тргнува од едно место и стигнува до друго непроменета. За дезинформациите има цела готварска книга. Целосна лага се прави за предјадење. Се што треба е да се измисли нешто и да се направи некаков божемен документ што ќе го подкрепува тоа. Време на подготовка 5 минути или помалку. Полувистина е малку посериозен оброк за кој е потребна малку вистина на која нешто ќе и се додаде, нешто ќе и се одземе и ќе се обликува во посакуваната форма. За да се избегне горчливиот вкус на вистината, таа не треба да надминува 400 грама во килограм полувистина. Турни тава е веќе мајсторски рецепт. Се земаат неколку целосно неповрзани информации и се испреплетуваат со непостоечки врски. Кречен намаз е дезинформација со која во насловот нешто се представува како факт, а тоа е само нечие мислење. Грешник торта се прави така што се зема фотографија или видео и му се додава значење, иако од сликите не може да се види дали напишаното тврдење е точно, ниту има дополнителен доказ за него. Бајат оброк е она што се прави најлесно. Не се ни прави, само се вади од канта за ѓубре и се сервира како тазе. Книгата има уште многу страници кои е најдобро за секогаш да останат затворени, но тоа не се случува. Постојано има некој што сака да ја отвори, да ја прочита, да сготви нешто од неа и да им го послужи на граѓаните. Затоа треба да се преземат мерки за да се спречи труењето со дезинформации, исто како што има систем што се грижи за проверка на исправноста на храната и спречува труење со храна. Каков треба да биде тој и кој треба да го направи? Ова е прашање што отвора многу дилеми. Дали државата треба да направи закон и систем? Ова носи ризици, бидејќи државите ги управуваат политичари на кои не секогаш им се допаѓаат вистинитите информации за нив. Многу лесно таквите државни лаборатории би можеле да се злоупотребат за ставање лажни декларации на вести што не се лажни. Затоа е подобро кога борбата против дезинформациите ја водат независните сервиси за проверка на фактите, со кои управуваат професионални медиумски организации или граѓански организации. Но и граѓаните, како што би пријавиле расипан производ во маркет, треба да пријават и расипана информација. Како се прави тоа? Може да се поднесе жалба до Советот за етика во медиумите преку формулар на неговата интернет страница. На располагање е и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, до која може да се поднесуваат представки за различни проблеми. Оној што ја препознава дезинформацијата не е доволно да ја игнорира. Треба да ги предупредува другите за неа, бидејќи штетата би ја трпел заедно со нив.